Европас представува алатка за презентирање на вештини и квалификации на поединци пред образовни институции, институции за обука и работодавачи. Исто така, Европас помага во појаснување за достигнувањето на поединците во различни видови на учење, формално, неформално и информално, социјално охрабрување и поддржување на различни видови на мобилност во Европа. Европас портфолиото е составено од 5 документи. Тоа се следниве документи: Европас кратка биографија, јазичен пасош, мотивационо писмо, Европас мобилност и додаток на диплома. Сите овие документи може да ги користите при аплицирање за работа, студии, пракса, стажирање, обука или семинар. Сите документи се користат во Република Македонија, како и во земјите на Европската Унија и пошироко. Истите може да ги најдете на македонски јазик и на јазиците кои се зборуваат во Европската Унија. Првите 3 документи ги пополнувате самостојно како лице поединец. Овие 3 документи може да ги пополните без разлика дали сте средношколец, студент, вработен или невработен. Останатите 2 документи ги пополнуваат институциите од кои што заминувате на мобилност во странство и истите се пополнуваат на англиски јазик. За сите документи има упатство за правилно пополнување поле по поле, како и примери од веќе пополнети документи на следниот линк europas.mk. За сите нив има упатство за правилно пополнување поле по поле, како и примери од веќе пополнети документи. Сите Европас документи можете да ги најдете на македонски јазик и на сите други европски јазици. Кога аплицирате за работа, студии, обука, семинари, пракса во Република Македонија, истите ги користите на македонски јазик, а кога аплицирате во некоја друга земја, истите ги користите на англиски јазик. Најпрво ќе ја направиме кратката биографија. Истата се користи кога се аплицира за работа, студии, пракса, семинари и обуки. Во полето лични податоци се внесуваат вашите основни податоци. Тоа се име, презиме, улица и број, поштенски код на градот, земјата, понатаму телефони. Ставаме тип, тоа е домашен број на работа, службен или мобилен, во нашиот случај мобилен. Го внесуваме мобилниот телефон со префиксот за Република Македонија. И електронска пошта. Доколку имате веб страница или блог, истата ја внесувате, доколку не, ова поле го оставаме празно. Понатаму кликнуваме на сними. Второто поле е тип на апликација. Избираме една апликација од листата, работно место за кое аплицирате, позиција, посакувана работа, студии за кои аплицирате и лична изјава. Во нашиот случај работно место за кое аплицираме. И го внесуваме работното место. И одиме повторно на сними. Во третото поле, полето со работно искуство, каде што внесуваме од нашата пракса до нашето сегашно работно искуство со датуми и имиња на работодавачи, односно компании, како и кои работни цели и задачи сте ги имале како работа. Ќе дадеме тука еден пример, за да видите како тоа изгледа. Доколку работното место се уште ви трае, кликнуваме во тек. Занимање или позиција. И го кликнуваме работодавач. Го пишуваме градот на работодавецот и државата. Во главни активности и задолженија пишуваме кои ни се нашите
работни задачи и цели што ги имаме со нашето занимање или позиција. И повторно одиме на сними. Во четвртото поле, тоа е полето со образование и обука, ги внесуваме од нашето основно образование, средно, универзитет и така натаму, со датуми и години. Ќе ви дадам еден пример сега за нашето, да речеме, основно образование. Назив на добиена квалификација, тука внесуваме диплома за завршено основно образование. Во организација го спроведува образованието или обука, го ставаме основното училиште. Може со кратенка. Го ставаме градот на училиштето и државата. Понатаму во делот главни предмети или стручни вештини што се опфатени, може да ги напишете општите и стручните предмети кои што сте ги имале во вашето образование и одиме повторно со сними. Во овој дел исто така може да ги внесете сите оние обуки или семинари кои што сте биле, за оние кои што имате потврда, диплома или сертификат, може да ги скенирате и во PDF форма да ги прикачите кон ова поле. Во делот лични вештини го внесуваме најпрво мајчиниот јазик, го избираме и кликнуваме на сними. Во другите јазици ги додаваме сите оние странски јазици кои што ги познаваме. Ќе ви дадам еден пример, нашиот случај англиски. Оваа рамка е за самопроцена, каде што имаме неколку полиња од А1 до C2 за слушање, зборување и пишување. Треба внимателно да ги прочитате и во она поле во кое што ќе се пронајдете да го кликнете. Со тоа што А1 и А2 ви се основен корисник, а C1 и C2 ви се напреден корисник. Во нашиот случај напреден корисник. Доколку имате диплома, истата ја пишуваме. И ја прикачуваме, ја скенираме, ја прикачуваме во PDF формат и одиме со копчето сними. Доколку познавате други јазици, освен англиски, на копчето додадете јазик, кликнувате и одиме повторно со истата поставка. Во делот комуникацијски вештини, тука ги пишуваме комуникацијските вештини, дадени ви се неколку примери, доколку сметате дека ги поседувате истите ги препишувате, доколку не, ги пишувате некои ваши и одиме со копчето сними. Организацијските или менаџерските вештини, тоа се вештини кои што се поврзани со вашата работа, доколку работите, а доколку не, тоа се вештини кои што вие треба да ги претпоставите дека ќе ги имате на новото работно место. Исто така се дадени неколку примери, доколку сметате дека ги поседувате истите ги препишувате, доколку не, си пишувате ваши. И повторно одиме со копчето сними. Исто така, тоа важи за вештините и знаења поврзани со работата, односно со вашата сегашна или вашата мината работа. Имаме примери дадено,
значи може да се допишете и некои лични ваши и поднатаму одиме со копчето сними. Во последното поле, тоа е дигитални вештини по ново или компјутерски вештини по старо, имаме само проценка, тоа е една рамка, каде што имаме неколку полиња, обработка на информации, комуникација, креирање на содржини, безбедност и решавање на проблеми. За сите овие има основен корисник, самостоен корисник и напреден корисник. Овие текстови треба внимателно да се прочитаат и во делот во кој се наоѓате треба да го кликнете. Во нашиот случај тоа ќе биде самостоен корисник. Доколку имате сертификати, истото го пишуваме. И во делот други компјутерски вештини имаме добро владење со Office пакетот, добро владење на софтверот за едитирање, фотографии и така натаму. Значи, доколку поседувате некои други компјутерски вештини, текстуално можете да ги напишете. Во делот со прилози можете да го скенирате сертификатот или дипломата и во PDF формат да го прикачите и одиме со копчето сними. Од десната страна имаме дополнителни полиња. Тоа се фотографија, каде што треба да прикачите ваша фотографија на стандардизирана форма за лични документи, како лична карта и пасош. Понатаму имаме други вештини, тоа се оние вештини кои што вие ги имате како хоби, да речем прва помош, читање, планинарење и така натаму. Третото е возачка дозвола, доколку поседувате возачка дозвола, го кликнувате копчето, во нашиот случај Б категорија и одите на копчето сними. Во дополнителни информации ги внесуваме сите оние публикации, проекти што сме ги имале, понатаму членства, референции и така натаму и повторно одиме на копчето сними и во делот на анекси внесуваме дополнителни документи. Понатаму кликнуваме на копчето прегледај за да прегледаме нашата кратка биографија како таа изгледа. Доколку се е во ред, одиме со копчето зачувај. Кратката биографија, значи ја избираме, па одиме со копчето следно. Таа се зачува во PDF формат. Избираме локација. Во нашиот случај, тоа ќе биде мој компјутер и одиме на следно. Потоа кликнете на копчето Симни за да се изгенерира Европас документот. Тој е изгенериран. Исто така постои можност да објавите вашата кратка биографија на порталот за работни места. Овие три портали, X, Monster и Eures, се портали европски за објавување на кратка биографија и пронаоѓање на работи на работодавачи. Така да доколку планирате да ја објавите вашата кратка биографија на овие три портала, истата треба да ви биде направена на англиски јазик. Тоа е документот кратка биографија. Нареден документ ни е јазичен пасош. Доколку сте ја пополниле кратката биографија, јазичниот пасош ви се пополнува сам по себе. Тој се користи за кога аплицирате за обука, семинар, работа или студии, доколку во самиот оглас е наведено познавање на друг странски јазик. Се состои од три полиња. Во првото поле се внесува името и презимето. Второто поле е текстуалниот дел, каде што го внесувате мајчиниот јазик и сите други јазици кои што ги познавате. И третиот дел е делот со самооценување на јазичните вештини, односно европската референтна рамка. Доколку имате сертификати или дипломи за било кој странски јазик, истите ги скенирате и во PDF формат ги прикачувате кон ова поле. Понатаму одиме со прегледај, да го прегледаме јазичниот пасош. Еве заедничката европска референтна рамка за самооценување. И доколку се е во ред, одиме на зачувај.
следно. Значи исто се зачувува јазичниот пасош како Европа кратката биографија во PDF формат во мојот компјутер и одиме на копчето Сим. Нареден документ што ќе го правиме, тоа е мотивационото писмо. Доколку сме направиле кратката биографија, значи на мотивационото писмо во првото поле ни се пополнува. Тоа се нашите лични податоци, име, презиме, адреса, мобилен и имейл адреса. Наредното поле е контакт лице, име на организација, адреса на организација, односно детали за примачот на писмото. Значи одиме со господин до оној до кој го адресираме писмото. Пишуваме име и презиме, име на организација, доколку името на организацијата, да речеме, е некоја голема организација или државна институција и има сектори и оделенија, доколку го знаеме секторот или оделението, може и тоа да го пишеме. Ја пишуваме улицата и бројот на институцијата. Поштенскиот број на градот на институцијата, градот и државата. И одиме на копчето Сними. Вториот дел се состои од датум на изготовка на писмото. Значи го внесуваме најпрво датумот, го пишуваме градот и ставаме наслов на писмото. Доколку аплицираме за ново работно место, како пример, може да биде известување за слободни позиции и го ставаме бројот на огласот кој е објавен во весник. Во делот со јавно обраќање, значи може да избереме од почитуван, почитуван господин, господјо и така натаму. Во нашиот случај почитуван господин Петровски. И одиме со Сними. Во делот главна тема, значи имаме три дела, тоа е воведен параграф, средишен дел и завршен параграф. Може да кликнете на десниот клик и ќе ви се појават сугестии. Може да започнете со овие сугестии. Јас ќе започнам со оваа сугестија. Во врска со вашиот оглас, објавен во весниците Вечери, Коха на 11.10.2017 година, би сакала да аплицирам во секторот за снимководство за работна позиција раководител на сектор. Значи во ведниот параграф треба да ви биде како почетен параграф со оно што сакате да го почнете мотивационото писмо. Средишниот дел треба да ви биде вашето, да речем, работно искуство. Во изминатите може да напишеме 5 години работев како шеф на сметководство во приватна компанија. Кои биле вашите работни задачи и цели? Бев задолжена за тим од 10 сметководители. Во текот на моето работење подготвував годишни сметки и стратегии за наредната година
за сметководство. Во завршниот параграф имате исто така неколку примери. Може да изберете од овие. Ве молам погледнете ги во прилог на мојата кратка биографија и јазичен пасош. Се надевам дека ќе бидам повикана на интервју. И одиме со копчето сними. Во завршното обраќање, односно последното поле, одбираме со почит, искрено ваш, искрени поздрави, ние ќе избереме со почит. Во овој дел може да закачите слика од вашиот подпис и одиме на копчето сними. Понатаму кликнуваме прегледај, го прегледуваме мотивацијското писмо, доколку се е во ред, кликнуваме на копчето зачуви. Го кликнуваме копчето мотивацијското писмо и одиме со следно. Избираме формат, тоа е PDF форматот, и одиме следно и избираме локација, односно мој компјутер. Кликнуваме на копчето симни, за да ни се изгенерира овој документ. Документот е изгенериран. И последните два документи, кои што ќе ги правиме, се Европас мобилност. Европас мобилност е документ што го опишува знаењето и вештините стекнати во друга европска земја, например стажирање во компанија, академски предстој како дел од програмата за размена, волонтерско стажирање во невладина организација. За да го добиете овој документ, треба да се обратите до Националната агенција за европски образовни програми и мобилност по имейл. Истиот го изработувате на англиски јазик и го принтате од Република Македонија пред да заминете на мобилност. Како лице поединец го пополнувате само првото поле, односно тоа се вашето презиме, име, адреса и број, датум на раѓање, и националност. Во второто поле Issuing Organization треба да ставите тука Национална агенција, за европски образовни програми и мобилност. Бројот на документот, овој број ќе го добиете со испраќање на табела со имиња и презимиња на сите учесници и го внесувате како и датум на издавање на документот. Третото поле или sending partner ви го пополнува институцијата од која што сте испратени да одите на мобилност, односно директорот или координаторот на проектот. Четвртото поле ви го пополнува институцијата во која што одите и понатаму петото и шестото поле, односно описот на вашето искуство на мобилност и вештините кои што сте се здобиле за време траењето на мобилноста, ви ги пополнува институцијата во која што одите. И последното поле подразбира, значи, доколку сте студент или одите на некаков вид на курс на кој што има оцени или кредити, истите ви се внесуваат, доколку не, тоа поле ви останува празно. Понатаму, овој документ представува замена за оригиналниот сертификат, поради тоа што постојат потписи или печати од двете институции, односно двајцата директори или председатели, институцијата испраќач и институцијата примач. Овој документ најчесто се користи на англиски јазик, поради тоа што заминувате на мобилност во друга европска земја.
Но исто така на нашата веб страна го има и на македонски јазик. И последниот документ е додатокот на диплома. Додатокот на диплома е документ што го опишува знаењето и вештините стекнати од носителите на високообразовни степени. Тој се издава на дипломирани студенти во високообразовни институции. Истиот се добива со барање од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност и студентот сам го пополнува првото поле. Во нашиот случај ќе ви објасниме како овој документ изгледа на македонски јазик. Значи, првото поле е информации за идентификување на носителот на квалификацијата. Ќе ставиме презиме на некој студент. Име, датум на раѓање, и број или шифра на студентот. Тука се внесува бројот и шифрата на студентот. Тоа е или бројот на индексот или бројот на ID картичката. Од тука натаму, значи второто, третото, четвртото, петото, шестото и седмото и осмото поле ги внесуваат самиот универзитет, односно координаторот или Канцеларијата за меѓународна соработка. Исто така, Европас додатокот на диплома не представува замена за оригиналната диплома, туку оди во прилог на истата. Истиот представува дополнителна информација за она што е пишано во официјалните степени, дипломи или транскрипти, со кои што ги прави полесни за разбирање, особено за работодавачите и институциите надвор земјата каде што се издадени. Значи, истиот овој документ може да го користите доколку сте студент на друг универзитет во странство или пак доколку сте на мобилност преку Erasmus Plus програмата.